Од 1 јули ќе стартува проектот со еден так да се плаќаат патарините во земјите од Отворен Балкан, потврдуваат од јавното претпријатие Државни патишта, од каде што вела дека е при крај тестирањето и проверката на системот, објавија националните медиуми. Тоа значи дека наместо да запираат или да купуваат дополнителен уред или картичка, возачите ќе може со еден уред да платат патарини и во Македонија и во Србија. За почеток, проектот ќе почне да се реализира меѓу земјава и Србија, а подоцна ќе се вклучи и Албанија. Превозниците и граѓаните кои користат так за наплата на патарините се задоволни од ова олеснување, посебно во време кога на патарините има голем метеж. Во оваа фаза се отстрануваат сите проблеми што се појавуваат во системот од наша страна и од страна на Путеви Србија. Ние правиме напори до крајот на месецов да заврши тестирањето и да се отстранат сите проблеми што се појавуваат во оваа фаза, велат од јавното претпријатие Државни патишта. Оттаму додаваа дека Србија во оваа фаза имала предност бидејќи кај нив веќе функционира овој систем. Проектот кој е најавен пред 2 години прво беше навестено дека ќе профункционира во септември лани, но како последица на неподготвеноста на македонското претпријатие да се приклучи на заедничката платформа беше одложен. Како што е најавено на почеток, оваа поволност ќе ја користат граѓаните и компаниите од земјава и од Србија, а потоа ќе се приклучи Албанија. Интерес за вклучување во проектот има и од Црна Гора и од Босна и Херцеговина. Република Албанија има само една наплатна станица која што е под концесија и во овој период се уште не може да се приклучи на проектот, но во иднина кога ќе се создадат услови, ќе се вклучи и таа во Отворен Балкан, велат од јавното претпријатие Државни патишта. Според анализата направена за проектот, утврдено е дека годишно 300.000 камиони кои користат тагови ги минуваат границите на трите земји членки на иницијативата Отворен Балкан. Дополнително голем број граѓани ги користат таговите за полесно плаќање на патарините. Летниот период кога масовно се користи коридорот 10 за одмор во Грција, бројот на возила кои поминуваат на границите неколкукратно се зголемува. Се очекува овој систем да го зголеми бруто домашниот производ на секоја учесничка во проектот за 1%, а доколку се воспостави на целиот Западен Балкан би пораснал дури за 3,5%. Со единствениот систем на патарина ќе се зголеми безбедноста во сообраќајот и ќе се намали метежот на автопатиштата. Новиот начин на плаќање патарина треба да го растовари и протокот на возила на наплатните рампи, а предност за граѓаните е што нема да чекаат во редици во шпицот на сезоната и што побрзо ќе стасаат до посакуваната дестинација. Граѓаните и превозниците се задоволни што им се олеснува возењето по патиштата на земјите од Отворен Балкан. Цената на еден уред за електронска наплата на патарина, односно так, изнесува 1200 денари и минималниот износ за надополнување при купување е 300 денари. Износот на секое наредно надополнување не може да биде помал од 300 денари.